Да, продолжуваме со емисијата како што најавивме. Доктор Маја Манолева, заменик министар за здравство. Доктор Манолева, добре дојавте во студио 10. Добро ве најдов. Драго ми е што денес утринава сум овде со вас за да споделиме некои информации кои што се битни за вашите гледачи. Да почнеме со месец ноември, или како што се нарекува и моември, месец на машкото здравје. Гледаме дека се одржуваат и трибини на таа тема, тоа е се за рано откривање на машките болести, за превентивата, колку е важна во овој област и затоа е и всушност и прогласен ноември за месец. Што се прави се на овој план и зошто е тоа важно? Да, важно е да ние како здравствени власти испорачаме информации до нашите граѓани, што е се она што се прави во рамките и на месец ноември, но и претходно во рамките на месец октомври. Па би сакала да напоменам дека и Министерството за здравство имаше низа на активности поврзани и со месецот октомври и со месецот ноември во однос на женското и машкото здравје. Во месец октомври, како месец за борба против ракот на дојка, се спроведоа низа активности кои што практично им испорачаа информации на нашите граѓани, што е она што можат тие самите да си го направат и за себе, но и за своите блиски. Имено се промовираше скрининг програмата на Министерството за здравство преку веб платформата Screening МК, на која што секоја една наша сограѓанка може само иницијативно да се пријави на оваа веб платформа и да си закаже скрининг на дојка. Возрастната граница во која што треба да се пријават пациентките е од 45 до 69 години. Практично можам да кажам дека возрастната граница од оваа година е намалена, затоа што имаме се повеќе информации дека ракот на дојка се јавува во многу помлада возраст. Имаме пациентки на 27 и 28 години кои што реално се справуваат со ова заболување и токму поради тие причини спуштена е возрастната граница за пријавување за скрининг на дојка. Она што исто така сакам да го истакнам е дека и жените кои, и еви од овде би апелирала, дека жените кои имаат позитивна фамилиарна анамнеза, ако што се на помлада возраст, меѓу 40 и 44 години, можат исто така само иницијативно да се пријават на оваа веб платформа и дополнително, откако ќе се пријават, да добијат термин за скрининг на дојка. Она што е важно и што би сакала да го потенцираме е дека скринингот се прави во 8-9 центри во државата во моментов, но тенденцијата е да бројот на центрите низ нашата држава се зголемува во наредниот период. Планирани се набавки на нови дигитални мамографи, кои што секако би ги опфатиле поголемите региони, освен градот Скопје, и би продолжиле активностите да се одвиваат многу поблиску до нашите граѓани и до нивното место на живење. И сега имаме дисперзија на центрите кои што работат скрининг низ државата, но тенденцијата е да се набават поголем број на дигитални мамографи и оваа услуга да стане достапна и за помалите градови и да бидат опфатени сите региони. Да, кога зборуваме еве за скринингот на дојката, тоа е окей во поглед на превентивните прегледи, но имаше порано поплаки дека нема доволно термини кога закажуваат, велат борете скринингот, но како кога не можеме да закажеме? Така е. Претходно, значи, течеа термини кои што беа и за скрининг и за прегледи на пациентки кои што имаат потреба предоперативен, послеоперативен третман, предонколошки, послеонколошки третман да направат некакво испитување или некаква дијагностичка постапка. Токму од тие причини овие две постапки се поделени, значи скринингот оди како посебен дел, но изработени се истовремено и протоколи за прегледи пред и по оперативен третман кај жените,
пред и по онколошки третман, практично со тоа, со скринингот кој што го одделуваме од редовните термини, ќе се намали притисокот врз кабинетите за дојка, кои што исто така функционираат, и овие кабинети за дојка ќе бидат практично само за пациентките кои што имаат воспоставено некаква промена, востановено некаква промена на дојката, за пациентки кои што треба да се оперираат, кои што се оперирале, кои што треба да примат некаква онколошка терапија, и сметаме дека наредниот период сето тоа, одделувањето на скринингот како посебен дел кој што се работи, ќе овозможи ослободување на термините кои што им се потребни на пациентките кои што веќе се борат со ова сериозно заболување. Истовремено би сакала да кажам дека во рамките на скрининг програмата комплетната партиципација е покриена од страна на Министерството за здравство, значи сите пациентки кои што се јавуваат на скрининг не плаќаат апсолутно ништо, целата партиципација ја покрива Министерството за здравство. Да, кога зборуваме па за машките болести, со така каде што ноември е посветен на тоа, зборуваме за редовни контроли за превенција и борба против болести како што се рак на простата, рак на тестиси, каде што превенцијата е исклучително важна во овој сегмент. Така е, значи ракот на простата е едно од најчестите заболувања од карциномите кои што се јавува кај мажите. Токму во месецот ноември јас во мој, да речам, ангажман сум ориентирана кон поминување во поголем број на градови во кои што ќе го промовираме машкото здравје, практично ќе разговараме за проблемите кои што ги имаат мажите во однос на машкото здравје и во однос на она што значи карцином на простата. Карциномот на простата во моментов не е опфатен со скрининг програма во рамките на Министерството за здравство, но се прават напори по воспоставување на една друга програма која што сега дополнително ќе ви ја кажам, да се започне и со подготовки за скрининг на карцином на простата, бидејќи сметаме дека ова заболување навистина може да биде многу сериозно, се јавува во повозрасната популација, пациентите исто така ненавремено се јавуваат на преглед, што сметаме дека е исто така уште еден мотив заради кој што треба се погласно и се повеќе да разговараме на оваа тема. Можам да кажам дека во нашите јавни здравствени установи широм државата постојат колеги специјалисти уролози кои што практично низ овие трибини кои што ги организираме секојдневно, еве веќе 10-11 ден, алармираат до нашите граѓани, ги споделуваат информациите кои што нашите граѓани треба да ги слушнат, кои се симптомите за карциномот на простата, кога треба пациентите да се јават, што е разликата меѓу бенигна простатна хиперплазија, која што е исто многу честа кај повозрасната популација, и карциномот на простата, кои се диагностичките постапки, како оди лекувањето, но и нели секој од нашите граѓани да има можност да постави индивидуално прашање кое што него лично го засега. Би сакала тука да напоменам дека исто така во рамките на Министерството за здравство се финишира подготовка на скрининг програма за колоректален карцином, кој што е карцином кој се јавува и кај машката и кај женската популација и практично ги засега и мажите и жените. Станува многу почесто заболување, станува многу сериозно заболување доколку не се диагностицира на време и токму заради тоа од почетокот на јануари стартуваме со скрининг програма за колоректален карцином, која што сметам исто така дека е од големо значење и за мажите и за жените, бидејќи ова представува навистина тешко заболување со кое што ако се диагностицира во доцна фаза, следуваат сериозни хируршки интервенции, понатака сериозен онколошки третман, но ако се диагностицира во пораната фаза, лекувањето е навистина многу полесно и побезбедно, да кажам, и за пациентите, но и за нивните семејства и секако на крајот за општеството. Од тие причини,
во овој месец решивме да испромовираме се она што значи превенција и на женското и на машкото здравје и на болестите кои што ги опфаќаат заеднички и мажите и жените. Да, ова за крај како еден заклучок само кај тие, особено кај онколошките заболувања, но и кај друга и кај кардиоваскуларни и така натаму, превенцијата е многу важна, раното откривање, значи е можеби и најдобар начин да се спасат животи. Така е, се согласувам, заради тоа се она што го правиме во изминативе 2 месеци се нашите апели да сите пациенти, секој еден наш граѓанин кој што има некакви симптоми, независно дали се работи, како што рековте, за евентуални некакви појава на некаков карцином или на некакво друго хронично заболување врзано со функцијата на срцето, белите дробови и така натака, треба навремено да се јави кај својот матичен лекар и понатака, ако има потреба, да биде преупатен до соодветен специјалист. Тука би сакала исто така да ги споменам и воведувањето на 5 нови протоколи кои што Министерството за здравство од пред околу 2 месеци има, мислам точно, ги воведе. Практично се работи за 5 најчести хронични заболувања кои што се јавуваат кај нашата популација. Тоа се хипертензија или висок крвен притисок, хипотиреоза, односно пореметување на функцијата на штитната жлезда, хронична обструктивна белодробна болест, астма бронхијална и дијабет. Со воведувањето на овие 5 протоколи, практично нашите матични лекари многу поедноставно ги упатуваат своите пациенти за соодветни дијагностички постапки, дали се тоа лабораториски или други дијагностички постапки, и многу полесно пациентите ја добиваат услугата и наместо да постојано одат на специјалист за да ги следи некој од параметрите кои што се битни за тоа заболување, матичниот лекар ги упатува, ги следи тие параметри, ако се во ред, терапијата продолжува, ако не се во ред, во тој случај ги упатува кон погорно ниво на здравствена заштита, односно кон секундарно, терциерно ниво, односно во рамките на некој од општите болници или на клиниките. Да. Добро, министерке, да поразговараме малку за останатите работи кои се случуваат во здравствениот сектор. И прво сакам да ја прашам во поглед на големиот самит на ОПСЕ кој се случува во државата, најголем настан кој воопшто се е организиран во Македонија. Како ќе функционира здравствениот систем, бидејќи тоа ги интересира граѓаните, дали бидејќи ќе бидат блокирани многу улици, јавната администрација нема да работи, дали тие ќе може да ги добијат здравствените услуги? Да, проодноста на дел од сообраќајниците низ градот ќе биде овозможена. Тоа се информациите кои што ги добивме од Министерството за внатрешни работи. Согласно тоа, насоките се да јавните здравствени установи работат и ги испорачуваат потребните услуги за нашите пациенти. Секако, секоја здравствена установа има своји специфики на вработени од каде како доаѓаат, па оставено е да можат и самите да ја организираат работата. Меѓутоа, секако работата ќе тече и нашите граѓани ќе ги добијат потребните здравствени услуги. Да, исто така здравствениот сектор имаше во последната недела беше потресен и од протести и штрајкови како еден дел од во склоп на штрајковите на јавната администрација и во други сектори. Во здравството штрајкува, протестираат, тоест вработените од Фондот за здравство, кои бараат покачување на своите плати, како што кажаат, изедначување со останатите сектори, но протестираше и независниот синдикат во здравството, кои бараат 30% покачување на платите, решавање на работниот статус на околу 2000 вработени во здравствениот сектор кои работат со договор на дело. Другите барања се бенефициран стаж, зголемување на инфективниот додаток. Ова се дел од барањата. Така е, да, минатата недела мислам дека беше организиран тој протест. Јас може да кажам дека во времето откако ова
влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз е на чело на државата, практично имавме неколкократно зголемување на платите, тоест можам да кажам за специјалистите двојно зголемување, за медицинските сестри, за другите здравствени работници исто така имаше зголемување на платите. Во периодот откако сум јас заменик министер, тоа е значи од почетокот на март, има веќе 2 пати зголемување на платите за сите здравствени работници и вработени во здравствениот сектор, значи не само за здравствените работници, туку за сите оние кои што работат во здравството, тоа се и помошно-техничкиот персонал и административните службеници. Во почетокот на мај имаше едно зголемување и сега повторно во септември имаше уште едно зголемување од 10%. Сметам дека недостигот на медицински кадар на глобално ниво, здравствените работници недостасуваат секаде, па и кај нас, е она што ни дава за право да бараме уште поголемо изедначување на платите на здравствените работници барем со околните држави, но истовремено треба да ги согледаме и нашите ресурси, колку сето тоа е возможно. Сметам дека оваа влада навистина направи многу во поглед на платите на вработените во здравствениот сектор, направи многу во поглед на плаќање на трудот на специјализантите. Нашите специјализанти, приватни специјализанти, добиваат надомест за тоа што го работат во здравствените установи. Истовремено се покачија неколку пати дежурствата на здравствените работници, многу поголем број на специјализанти од јавните здравствени установи се упатени на специјализација, што исто така сметам дека е мотив за нашите лекари да останат и овде да го практикуваат своето знаење. Практично во периодот од 2017 до сега се упатени на специјализација околу 1300 лекари, значи имаме 1300 специјализанти од 2017 до сега, за разлика од еден период предходно од 10 години пред 2017, кога за 10 години се упатени околу 430, мислам, специјализанти. Исто така е речиси триплирана бројката на колеги кои што се упатени на субспецијализации од различни области, што сметам дека е доволен мотив да моите колеги останат тука во државата, да работат за нашите граѓани и да ја практикуваат медицината овде на овие простори. Пак ќе кажам, сметам дека заслужуваат повеќе, навистина секој еден здравствен работник, не само лекарите, се оние кои што го носат товарот на здравствениот систем и сите ние како здравствени работници се грижиме навистина и честно и искрено за здравјето на нашите пациенти. Да, во поглед на платите, кога зборуваме, претпоставам дека тоа го кажуваат до душа и од независен синдикат, дека се иритирани од покачувањето на функционерските плати за 78%, и при тоа од тоа се иритирани сите други синдикати, како што гледаме, не само здравствените синдикати, и тоа сега излегува дека е еден од главните проблеми, бидејќи каде што синдикатите и претходно барале изедначување на нивните плати со минималната плата, тоест порамнување, кое не е направено како што велат, сега имаме и дополнителна иритација со покачување на функционерските плати, а гледаме дека од владата најавуваат решение, но се уште не го гледаме тоа решение, па најверојатно дека ќе влеземе и во новата година и кон избори со овие покачени функционерски плати. Можам да кажам дека усогласувањето на минималната плата со коефициентите на вработените барем во здравствениот сектор е направено со последните измени и практично немаме веќе неусогласени вработени во јавното здравство со минималната плата. Во однос на функционерските плати, би сакала да кажам дека сите го очекуваме решението и се надевам дека ќе има решение на она што значи да
немаме понатамошно зголемување на нашите плати, бидејќи сметам дека условите во државата и се на ресурсите со кои што располагаме би требало да ги пренасочиме кон други работи, а не кон зголемување на функционерските плати. Подобро, тамо за дополнително зголемување не зборуваме туку дали ќе има намалување, прашањето. Јас се надевам, се треба усогласување на многу закони за да се направи сето тоа и се надевам дека да би требало да има. Друга работа која се уште е доста актуелна, тоа е скандалот на онкологија. Работи анкетната комисија во собранието. Министерот за здравство господин Меджити неодамја изјави дека тој лично не е задоволен од работата на обвинителството за овој случај. Тој го повика обвинителството да биде многу поажурно, многу побрзо да излезе со резултати. Гледаме дека и работата во собранието не некако, ајде да речеме, очекувано заглавена, бидејќи власта и опозицијата имаат различни заклучоци за тоа, различни предлог заклучоци кои треба да ги донесе комисијата на крај, тука се пред се на крајот граѓаните или пациентите кои биле на онкологија, кои се најмногу оштетени, најверојатно, според истрагата. Значи, ние се уште немаме никаков епилог за овој скандал на онкологија, ниту имаме приведени, немаме обвинителен акт, немаме се уште ништо освен она што беше кажано на почетокот. Така, значи, скандалот на онкологија, за кој што сите ние поранешни сегашни функционери бевме во Собраниската анкетна комисија и дадовме своји изјави таму и очекувавме да тој заврши со заклучоци кои што анкетната комисија ќе ги донесе како заеднички заклучоци. Меѓутоа, во текот на вчерашниот ден видовме манипулација на дел од заклучоците кои што се изнесени како заклучоци на анкетната комисија. Се надевам дека во текот на денешниот или утрешниот ден конечно анкетната комисија ќе излезе со заеднички заклучоци, како што беше и формирана заеднички и од страна на претениците од власта и од страна на претениците од опозицијата и да добиеме конечно заеднички заклучоци, што е тоа што Собраниската анкетна комисија заеднички го заклучува како можност за носење или не носење на политичка одговорност. Тоа е едната работа. Втората работа околу јавното обвинителство, јас навистина не знам со каков материјал располага јавното обвинителство, колкав е тој материјал, колку време е потребно да се истражи за да можам да кажам дали е тоа предолго или прекратко и дали треба да излезе или не треба да излезе сега во моментов. Да, лично сметам дека сите со нетрпение очекуваме да видиме дали јавното обвинителство има некакви докази за злоупотреба на клиниката за онкологија. Доколку има, очекувам навистина сето тоа брзо да се спроведе и ако некој се огрешил и злоупотребил позиција, работно место и така натака, да секако се изнесе пред лицето на правдата и тој со име и презиме да биде соодветно процесиран пред надлежните судови. Искрено се надевам и овдека би сакала да апелирам дека во моментов на клиниката за онкологија се работи на вистина одговорно, сите заклучоци кои што ги имаше донесено Државниот завод за ревизија беа проследени до владата. Владата со одредени заклучоци и задолженија ги задолжи и клиниките, и фондот, и министерството, се со цел да одредени недоследности, доколку ги имало, да бидат отстранети и работата на клиниката да биде многу потранспарентна во однос и пред се на доделувањето на биолошка терапија за онколошките пациенти. Да, кога зборуваме за онкологија, мислам дека е разбирливо зашто дел од граѓаните се сомневаат во разврската за целиот тој случај, бидејќи тука имаме една силна политичка димензија. Еве, вие како заменик министер за здравство сте
дали сте слушнале дека постојат ли некакви притисоци, политички притисоци за овој случај? За некакво влијание од некаква страна? Не, јас во ниту еден момент ниту имав сознание дека нешто ќе се случува на клиниката за онкологија, ниту во целиот овој период сум добила некаква информација, било каква, во однос на тоа што се случувало на клиниката за онкологија. Сметам дека тоа треба да остане во надлежност на Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, и во тој круг треба комплетно да се истражи случајот. Она што го очекувам е да излезат со некакви наоди, да излезе јавното обвинителство со некакви наоди и секако да ја информира јавноста за тоа што се случувало. Јас нити претходно како лекар, нити во периодов како заменик министер не сум имала никаква информација за евентуална злоупотреба на клиниката и токму заради тие причини, но и заради колегите кои навистина совесно, одговорно работат на клиниката, а пред и се за пациентите кои што во моментот се лекуваат на клиниката за онкологија, сметам дека јавното обвинителство треба да излезе со заклучоци тогаш кога ќе ги има точните заклучоци и наоди од целата истрага. Да, добро, и еве за крај веста која барем за сега така се доживеа како позитивна, тоа е дека владата издвои речиси 13,9 милиони евра или 13 милиони и 900 илјади евра за набавка на лекот Трикафта за болните од цистична фиброза. Исто така една тешка мачна приказна која се врти еве речиси цела година. Дали ова значи дека овие средства ќе бидат обезбедени, кога ќе бидат обезбедени и дали ова значи дека сите болни од цистична фиброза ќе бидат покриени со терапија со Трикафта? Јас искрено се надевам дека сите оние пациенти кои што имаат потреба и на кои што лекот Трикафта им е соодветен, практично не сите пациенти кои што се болни од цистична фиброза се соодветни за лекување со лекот Трикафта, ќе можат да го добијат лекот во наредниот период, затоа што во рамките на Министерството за здравство пред се направија протоколи за лекување, се изработија протоколи од страна на стручни соодветни лица, професори од нашите клиники за лекување на пациенти со цистична фиброза, кои што ги опфаќаат сите аспекти на лекувањето, значи не е само лекувањето со Трикафта, туку како еден пациент треба, кој што има дијагностицирана цистична фиброза, треба да се движи низ системот, односно како тој треба да биде лекуван, почнувајќи од почетокот, од дијагнозата, па се до она што значи психолошка поддршка и физикална терапија и така натака, значи практично целиот протокол за лекување. Со стапувањето на функција и на министерот Меджити се направи и можност да практично се воведат овие протоколи и да се усогласат со светските протоколи, како што е трендот. А понатака би сакала да истакнам и дека сите пациенти кои што ќе бидат соодветни за лекот Трикафта, се надевам дека ќе можат во наредниот период да го добијат, но и уште би сакала да информирам кратко дека за да стигне до сето ова требаше да се направат и одредени измени во законот, тие се веќе направени, значи начинот на кој што треба да се набават лековите, така да се е подготвено, се надевам дека навистина периодов кој што следува ќе биде позитивен за пациентите со цистична фиброза. Да се надеваме сите, бидејќи кај нив и времето е клучно. Доктор Манулева, ви благодарам за ова интервју. Благодарам. И со ова го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24.